Драги слушателки, добре дојдевте на аудио програмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Повеќе луѓе сакат да припаѓаат некаде и да се поврзат со другите. Сите ние ја имаме потребата да бидеме сакани, ценети и прифатени, особено од луѓе кои ни значат, да се чувствуваме отфрлени од тие луѓе и да веруваме дека не сме сакани. Било да е тоа сопруг, родител, пријател, друштво, деца, колеги или шеф, е многу болно. Можеби сите да се согласиме дека отфрленоста е тешка работа, без разлика на годините. Поема. Ништо не боли повеќе од отфрленоста, кога жената ќе го остави своето дете. Ништо не боли повеќе од отфрленоста, кога мажот ја малтретира жената. Ништо не боли повеќе од отфрленоста, кога на мајката не дават да го видат детето. Ништо не боли повеќе од отфрленоста, кога на девојката ќе кажат дека не е доволно убава. Ништо не боли повеќе од отфрленоста, кога младоженецот ти кажува на невестата дека не може да биде со неја. Ништо не боли повеќе од отфрленоста, кога девојката е напуштена од дечкото што го сака. Драга сестро, за жал отфрленоста е нешто што никој од нас не може да го избегне во животот. Кога тогаш ќе ни се случи некој да не отфрли, и тоа многу ќе не боли. Болката може да биде толку длабока што ќе дојде до таму да веруваме во лаги. Бидејќи ова личност ме отфрли, ме напушти кога бев дете, ме остави за друга жена, одби да работи со мене, ме остави на прагот на сиропаталиштето, ме продаде за проституција, ги игнорира моите пораки и повици, ме отпушти од работа, не излезе со мене на ручек, затоа и така доаѓаат лагите во кои веруваме. Не сум доволно добра, не можам да ја годувам на другите. Безвредна сум, не сум како другите. Губитник сум, не сум сакана таква каква што сум. Се е моја вина, заслужувам да бидам отфрлена, Бог не ме сака. Драга сестро, дали можеш да се поврзеш со ова што го споделив пред малку? Дали се бориш со болката од отфрленост во каква била форма? Тогаш ова епизода е токму за тебе. Затоа останете со нас, скапоцени сакани жени, зашто добрата вест за денес е дека Бог е секогаш тука за нас кога сме отфрлени и повредени. Иако некој те отфрлил, Бог никогаш не го прави и никогаш нема да го направи тоа. Како можеме да најдеме болката од отфрлање која што постои во срцта на нашето битие? Драга сестро, придружи ни се за да го откриеме ова заедно. Ако татко ми и мајка ми ме остават, Господ ќе ме прибере. Книга на Псалмите, глава 27, стих 10. Запознајте ова неименувана жена, отфрлена од општеството и фамилијата, но прифатена од страна на Бог како негова ќерка. Мојата приказна е запишана во Библијата, Светото писмо, е од Бог инспирирано во него. Луѓето го пишувале тоа што Бог им го кажал. Резултатот бил совршениот и свет Божи збор. Библијата е составена од два дела. Стариот завет, времето пред Исус, и Новиот завет за време и после животот на Исус. Мојата приказна е запишана во Новиот завет
Евангелие според Лука, глава 8, стихови 43 до 48. Сум доживеала секакви разочарување и отфрленост во мојот живот, но мојата приказна е жив пример за тоа дека кога си најмногу отфрлена и повредена, тогаш Бог ќе те посете и ќе те допре со своите исцелувачки раце и љубезно срце. Јас сум жена на болка и страдајна, жена на страм, крварајки постојано цели 12 години. Бев сметана за нечиста и за отпадник. Не ми беше доволно да штедам наоколу низ улиците. Јас сум жена на болка и страдајна, жена на страм, крварајки постојано цели 12 години. Бев сметана за нечиста и за отпадник. Не ми беше доволно да шетам наоколу низ улиците, ниту да се допрам до дури други луѓе или нешта. Никој не можеше да се приближи до мене. Ме отфрли дури мојата фамилија. Живеев во изолација и отфрленост од секого. Си реков себе си, ако моите родители се откажаа од мене, докторите немаа да се откажат. Така зависев од заштедата која ја имав и верував дека докторите можат да ми излечат. Одејќи од еден на друг доктор, ги потрошив сите пари кои ги имав за лекови и третмани и наместо да ми биде подобро, мене ми беше се полошо. Докторите немаа веќе совети за мене и ме сметаа за неизлечлива. Уште едно големо разочарување за мене. Општеството ме отфрли, мојата фамилија ме отфрли. Докторите се откажаа од мене. Кого да се свртам? Останав сиромашна, неизлечлива и безнадежна. Што можев да направам? Има ли некоја надеж за мене? Знаев дека тој ќе поминува од нашиот град. Кога слушнав како луѓето зборуват за моќта на Исус Христос, верував и почнав повторно да се надевам дека ќе можам конечно да бидам излечена. Да, можев само да дојдам блиску до Него. Толку бев во изолација што чувствував дека не можев само да се приближам и да зборувам со Него. Бев застрамена и ми требаше да бидам излечена без никој да ме види. Беше невозможно да дојдам до Него, но бев многу упорна и имав и план. Ако само за кратко можам да се допрам до Неговата облека, се пробив низ толпата, која што можеше да се сврти против мене, ако ме познаеја. Која сум, но продолжив да се пробивам, бев очајна. Вредеше да ризикувам. После 12 години поминати во страдајне, не се осудив да го погледнам, но има вера дека ќе бидам исцелена и само ако го допрам работ од Неговата облека. Ја допрев Неговата облека и крварајнето веднаш престана. Во тој момент се почувствував одлично, но не можев да останам незабележана како што сакав. Бидејќи тој го почувствува мојот допир, одеднаш рече: некој се допре до мене, зашто почувствував дека од мене излезе сила. Кога видов дека не можам да се сокријам, дојдев пред него треперејки. Паднав на колена и пред сите понизно му објаснив што се случи. Се запрашав што ќе направи, што ќе ми каже. Неговиот одговор не беше гнев, не беше отфрлање, не беше осуда, напротив, пред големата толпа ја пофали мојата вера и доверба во него и ми рече: биди храбра, ќерко, твојата вера те спаси, оди си во мир. Ќерка, дали добро го слушнав? Бев никој и ништо, отпадник, без име и отфрлена, жена покриена со срам, но тој ме нарече ќерка, зборот што го обнови она што го ништија годините, поминати во страдајне, збор што ми даде достоинство и ме натера да ја кренам главата самоуверено пред толпата. После многу години губење на довербата во луѓето и страф од нив, еве ме, стојам исправено пред сите нив, со крената глава, облечена со чест, прифатен од љубезен Спасител, уверена во Неговата големина
и со надеж во неговата постојана љубов. Драга пријателке, што не слушаш денес, приказната за ова неименувана жена која ја читаме во Библијата, можеме да ја поврзиме со нашите приказни, зашто и ние како неа сме били отфрлени во еден момент од животот и потребно ни е исцелување. И ние сме се чувствувале напуштени од нашите заедници, семејства или пријатели, сме имале доверба во луѓето, но тие не разочарале. Исус како олицетворение на Бог кој дојде на ова земја за да ја покаже Божјата љубов кон човештвото, ја среќава ова жена и го прифати спротивното тоа што е очекувано. Наместо да ја отфрли, тој ја прифаќа таква каква што е, со сета нејзина нечистотија. Тој одговара со љубов, милост и разбирање. Тој ја нарекува ќерка и покажува колку е скапоцена и сакана во неговите очи и го дава својот мир и ја исцелува. Илјадници години подоцна, приказната за ова жена ни покажува што значи да посегнеме по Исус во време на болка, изолираност, отфрленост и осаменост, за да го добиеме подарокот на вистината, дека сме скапоцени, сакани и прифатени од нашиот Создател и дека тој не познава. Затоа, драга сестро, посегни и допри облеката на Исус денес. Дозволи му да те најде каде што си и да те сретне таму. Soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, a life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. Over us sin no more hath dominion, for more than conquers we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace.
И посакуваме добре дојде на Сара во нашата програма Скапоцена и сакана. Таа е професионален и стручен христијански советник и психолог. И денес ќе разговараме заедно како да се исцелиме од болката од отфрлање која не засега духовно, емотивно и социјално. Моје прво прашање за тебе, Сара, е како да го надминеме отфрлувањето во нашиот живот? За почеток, важно е да знаете дека никој не е имун на отфрлање. Дури и најубавите и најталентираните луѓе на светот биле отфрлени на еден или друг начин. Тоа е дел од животот. Затоа, драга слушателке, немој да мислиш дека тоа ти се случува само тебе и дека ти си отфрлена зашто има некој проблем со тебе. Да се вратиме на прашањето. Закрепнување од болката, од отфрленост е процес. Не се случува со притискање на копче и инстантно исцелување од таа болка. Затоа овој процес бара да бидеме трпеливи и да не се откажуваме. При секој процес на исцелување, првиот чекор треба да биде исцелување на нашите души. А ниеден доктор, советник, пријател или член на фамилијата не може да го направи тоа. Единствениот кој може да ги исцели нашите души е Создателот на нашите души. Господ Бог. Кога Бог не исцелува од внатре, со други зборови можеме да кажеме духовно, тога стануваме слободни да се исцелуваме и од надвор, емотивно и социјално. Драга слушателке, сакам да разбереш дека Сатаната сака да ја уништи вистината за тоа кој е Бог во твоите очи, за да се оттргнеш од него и да продолжиш да живееш во болка и очај. Тој сака да веруваш во лаги за тоа кој е Бог. Во моментите кога имаш јаки чувства на отфрленост, тој ти шепотува. Бог не те сака. Инаку зошто би дозволил да страдаш на овој начин? Друга лага е следнава. Бог е праведен и свет, тој никогаш нема да прифати губитник и грешник како тебе. Во Библијата Божјиот свет, збор, Евангелие според Јован, во Новиот Завет глава 10 стих 10, самиот Исус вели: Крадецот доаѓа само да украде, да убие и да уништи. Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилие. Сатаната сака да не убеди дека сме несакани, недостојни и неприфатени. Но ајде да видиме што вели Бог за нас. Во Псалмите, глава 139 стихови 13 до 16 вели: Те прославувам затоа што сум чудесно создадена. Секое човечко битие е создадено од рацете на Бог, без разлика на раста, бојата на кожата, религијата или културата. Многу луѓе се родени во околина каде што се отфрлени поради нивниот изглед, интелигенција или социјален статус. Но во очите на Бог сите сме убави. Тој ја познава секоја од нас уште од утробата на нашата мајка. Отфрлањето нема да се закорени во нашите срца ако ја прифатиме вистината, дека Бог не нарекува чудесно создадени. Во Римјаните глава 2 стих 11 пишува: Зашто Бог не е пристрасен. Како љубезен татко, тој не прави споредби помеѓу своите деца и не ги избира подобрите според физичкиот изглед, способностите или интелигенцијата. Наместо тоа Бог гледа на нашите срца. Никој кој доаѓа пред него нема да биде отфрлен, но ќе биде прегрнат во неговите раци, полн со сигурност и прифаќање. Во Псалмите, глава 103, стихови 8 до 13 е запишано: Штедар и милостив е Господ, долготрпелив и многу милостив. Тој не се гневи до крај, ниту вечно се лути. Тој не постапува со нас според нашите беззаконија и не ни плаќа според нашите беззаконија, зашто колку е големо растојанието од небото до земјата, толку е голема милоста на Господ спрема оние што се бојаат од Него.
Колку е далеку исток од запад, толку ги оддалечува тој од нас нашите престапи. Како таткото што ги милува синовите, така и Господ ги милува оние кои се бојаат од Него. Драга сестро, дали разбираш колку си сакана, вредна и прифатена од Бог? Иако некој те отфрли, Бог никогаш не го прави тоа. Затоа ако го знаеш Божиот карактер, тоа ќе биде клучно за твоето исцеление. Лагите во кои веруваме понекогаш ќе изобличуваат вистината за тоа кој е Бог. Важно е да знаеме дека најблиските околу нас исто така имаат големо влијание. Например, ако твоите родители биле гневни или те малтретирале, може да ти биде борба да го гледаш Бог како љубезен и трпелив. Ако го гледаш Бог како суров или некој што те отфрла, можеби ќе сакаш да побегнеш од Него. Ако веруваш дека Тој сака и може да те исцели, бидејќи е љубезен и трпелив, ќе имаш надеж дека ќе добиеш љубов, вистинска радост и слободата која што ти е потребна. Just as I am, you welcome me. With open arms, how can this be? My guilt is undone, my past is untethered. I'll leave it behind and run to my Father. There is no disappointment in your eyes. There is no shame, there is only pride. I am loved, Father, I'm loved by you. So unreserved, your heart for me. My fear is gone, I am set free. There's nothing to hide, there's nothing to measure. 'Cause I am your child, and that's all that matters. Oh, there is no disappointment in your eyes. There is no shame, there is only pride. I am loved, Father, I'm loved by you. There is no distance in your embrace. Over and over again you say, I am loved, Father, I'm loved by you. Oh, I am loved, Father, I'm loved by you. Добре дојде назад на нашата програма. Сара, пред песната разговаравме за духовното исцелување, како прв чекор кон надминување на отфрлувањето. Што е следно? Откако ќе му дозволите на Бог да ги исцели душите, сега е време да работиме на нашето емоционално и социјално исцелување. Еве неколку практични совети. Прво, дозволи си да чувствуваш. Не ги потиснувај емоциите кои доаѓаат од фрлањето. Дозволи си да тагуваш. Ако ги игнорираш или замолчуваш твоите емоции, ако си кажуваш себе си преболи го тоа, ако ги чуваш во себе негативните емоции, тоа нема да ти направи ништо добро.
Второ, биди љубезна кон себе си и практикувај грижа за себе. Спротивно од популарното верување, ако го ослободуваш твојот гнев преку врискање или нервозни испади, тоа нема да помогне да се намалат негативните емоции, но само ќе ги зголеми. Во овие моменти грижата за себе е многу важна. Активности како вежбање, трчање, шетање во природа, готвење, долги бајни, слушање смирена музика, создавање уметност за да ги изразиш твоите емоции, возење или што и да прави, да се чувствуваш подобро, прави го тоа. Трето, научи да комуницираш добро. Не ги кри твоите емоции и немој да се чувствуваш засрамена, да го споделиш твоето искуство на отфрленост. Луѓето не можат да го слушаат тоа што не им го кажуваш. Четврто, вреднувај се себе си. Направи листа од сите твои позитивни особини со кои се гордеш, започнувај ги утрата со тоа што ги читаш на глас. Ова ќе ти помогне да се чувствуваш посилна со тоа што ќе знаеш кој си и како се гледаш себе си. Петто, обкружи се со луѓето кои те сакаат и те прифаќаат. Има многу подобри работи во животот од едно отфрлање од една личност. Има многу други луѓе кои те сакаат и се на твоја страна. Затоа поминувај квалитетно време со тие пријатели и со фамилијата и труди се да останеш поврзана со нив. Шесто, одлучи да простуваш. Исус вели во Евангелието според Матеј, глава 5, стих 4:4. Љубете ги своите непријатели. Благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Направи свесна одлука им да им простиш, да се молиш за оние кои те повредиле. Практикувајќи го ова, ќе бидеш исцелена повеќе од колку што мислиш. И ако е последно, фокусирај се на иднината. Остави го минатото за тебе и фокусирај се на тоа што е пред тебе. Наместо да се задржуваш на поминатите негативни искуства, има еден многу важен стих во Библијата во посланието до Филипјаните, глава 3, стих 13, кој што вели: Но едно правам, го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Слично на тоа има причина зошто шофершајбната во автомобилот е поголема од ретровизорот, каде одеш и многу поважно од тоа каде си била. Затоа гледај напред наместо да гледаш назад. Најдоброто треба допрва да дојде. Леле, Сара, многу добро ни ги објасни овие нешта. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. Yeah, I see it now, I'm laying it down, and I know that I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, oh. You saw my condition, had a plan from the start. Your song for redemption, the price for my heart. And I don't have a contact for that kind of love. I don't
understand, I can't comprehend, but all I know is I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, again and again and again and again. Oh, my heart is beating your size long before my first breath, running into your arms is running to life from death, and I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out, just as I am. You pull me in, and I know I need you now. My heart has been in your sight long before my first breath, running into your arms is running to life from death. Oh, I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out, just as I am. God, you pull me in, and I know I need you now. Come on, run to the Father, fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I run to the Father again and again. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. And my heart found a surgeon, my soul found a friend, so I run to the Father again and again and again and Писмо од Бог. Ти не си само статистичка бројка во моите очи. Ти си личност која е најверојатно уникатна и создадена со посебна цел. Ти не си случајност, но си сакана повеќе отколку што некогаш би можела да знаеш. Дури влакната на главата ти си избројани. Во деновите кога се чувствуваше сама, отфрлена, повредена или мислеше дека никој не се грижи за тебе, подсети се дека јас го изброив секое твое влакно на главата. Не бидејќи ми е досадно или нема што да правам, но бидејќи ти си моја скапоцена ќерко, кога си повредена, јас сум близу до тебе. Како што овчарот се грижи за јагнината, така и јас те чувам близко до моето срце. Мојата љубов кон тебе се покажа преку Исус Христос. Исус умре за да се помирам или се помириме јас и ти. Неговата смрт беше најголемиот израз на мојата љубов кон тебе. Ако го примиш дарот од мојот син Исус, ме примаш и мене. И ништо повеќе нема да ти одделее од мојата љубов кон тебе. Моето прашање е дали ќе бидеш моje дете. Чекам на тебе, твојот татко кој те сака Бог.
Драга пријателке, тука ќе завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш неговата љубов и неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода, не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас, или имаш потреба од молитва, биди слободна да не контактираш на адресата Жени со надеж.